ова подготвителна недела за пречекот на големиот празник, Великден, почнува од самиот празник Цветници, каде што Господ Исус Христос јавнат на осле влегол свечено во Ерусалим, каде што бил пречекан од сите кои што го почитувале, кои што го сакале, бил пречекан со палмови гранчиња, каде што сите пееле песната Осана во висините, благословен оној кој дојде во името Господово. Е почеток на последните денови на земниот живот на Господ Исуса Христа, кој што тој целокупно го завршил за да го заврши, да го запечати со самиот празник на Воскресението Христово. Токму затоа, почнувајќи од самиот Велики понеделник, Велики вторник и Велики среда, каде што се тоа денови каде што се служи преждосвештена литургија, тоа е всушност денови за покаяние, бидејќи самиот Велики понеделник си спомнуваме за блажениот Јосиф и за исушената смоква, бидејќи кога минел Господ Исуса Христа покрај смоквата и рекол: оваа смоква, бидејќи сува и не дава плод, ја проколнал, се исушила, се однесува на тогашниот народ кој што иако имал синагогата толку време да се подготвува да дочека Христа, тој сепак не дал плод и дава едно символично значење дека сите ние христијаните треба да имаме плод, а тој плод се втемелува, се прави со љубов и преку добри дела. Велики вторник пак славиме и го спомнуваме за параболата за 10 девојки, за 5 разумни и 5 неразумни, каде што не подсетува постојано да бидеме будни, постојано да бидеме подготвени, бидејќи не го знаеме часот и времето на Христовото второ доаѓање. Со тоа не подсетува постојано нашата душа да биде во трезвеност, да биде будна и да го чека Христа. Додека пак Велика среда си спомнуваме за жената блудница која што ги помазала нозете на Господа Исуса Христа, побарала покаяние и на тој начин преку миропомазанието се подготвуваат последните денови на Господа Исуса Христа. Тие денови сите, како што спомнав, ќе има служби во храмот на преподобна Петка Параскева, ќе има прежосвештена литургија, додека пак почнувајќи од Велики четврток, каде што си спомнуваме 4 настани, всушност си спомнуваме за миењето нози, каде што Господ Исуса Христа ги измел нозете на апостолите, со тоа сакајќи да им каже дека оние што сака да бидат први да бидат последни, а оние што се последни ќе бидат први, сакајќи да наговести на еден начин да нема препирање меѓу апостолите, исто така и меѓу нас христијаните, кој ќе биде прв меѓу нас, кој ќе биде последен, а со на тоа еден начин сакал да го предвести предавството Јудино, каде што се спомнуваме всушност и за самото предавство Јудино на Велики четврток. И Велики четврток е денот кога Господ Исуса Христа ја востановил светата тајна Евхаристија, која што ден денес се извршува на светите литургии. Тоа е сушност кога биле собрани на тајната вечер и рекол: ова е моето тело, од него земете јадете, а кога покажал на виното на чашот, рекол: ова е мојата крв, од неја пиете за спасение на сите. Токму тогаш се востановена светата Евхаристија, светата тајна причест, каде што сите ние кои што се подготвуваме преку време на постот, достојно да можеме да се причестиме со телото и крвта Христови. Токму на Велики четврток се извршува Василева литургија, каде што се вади една честица која што се подготвува тело и крв Христови, се чуваат преку целата година за да се причестуваат оние кои што се болни, не се во можност да дојдат во храмовите да се причестат. И че има Василева литургија во Света Петка, исто така и во Свети Димитрија. Додека пак на Велики петок си спомнуваме за денот на страшното и големо страдање Христово. Всушност тој е денот кога Господ Исуса Христа веќе е фатен, е однесен кај Ана правосвещеникот, потоа е предаден кај Кајафа за да му се суди, меѓутоа не наоѓајќи никаква вина на Господ Исуса Христа, Кајафа ја кини облеката и вели: невин сум за крвта на овој човек, вие мислете му. Си спомнуваме за страшното биење, за шлаканиците, за плукањето, за трновиот венец, си спомнуваме за последната Голгота, патот кој што одел Господ Исуса Христа до местото каде што бил распнат. Тоа се страшните страдања Христови, каде што во тој ден нема литургија никаде во храмовите, се читаат царските часови, се изнесува плаштаницата, каде што го символизира гробот Христов, каде што сите ние
фамилиарно било со деца, со родители, со баби, дето сите ги повикувам да дојдат во храмот Света Петка и во храмот Свети Димитри, исто така ќе има изнесено во крштелното ќе има изнесено плаштаница, гробот Христов, и сите да можат во текот на денот да дојдат да се предутнат под гробот, бидејќи самиот гроб означува премин од еден живот кон друг живот, бидејќи всушности самата велика сабота е всушност пребивањето на Господа Исуса Христа во гробот и неговото слегување во адот, каде што да ги изведе сите оние праведници, пророци, исповедници кои што во Стариот Завет го чекале неговото доаѓање, да ги изведе од таа состојба на душата, а истовремено да пребива заедно со Отецот и Светиот Дух. Сушност во петок вечерта во 19 часот ќе има опход околу храмот на Света Петка, каде што ќе биде изнесена плаштаницата, ќе има трократна обиколка на храмот и потоа ќе се влезе со оплакување на гробот на Господа Исуса Христа.